Добро вечер во емисијата 360 степени налсат. Во ова издание гостуваат новиот претседател на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски и вице-премиерот за европски прашања Бојан Маричич. Убави фрази може да се прочитаат во соопштенијата од средбите со првите луѓе на Европскиот совет, на Европската комисија, парламентот, но дали и колку тие може да се реализираат во конкретни одлуки за почеток на пристапни преговори и кога се разбира? Не мислам дека било кој од нас има луксуз на чекање или одложување на времето, бидејќи општиот впечаток е дека веќе премногу време е изгубено и до сега. Мора повторно да направиме сума, да направиме сметка, дали со повлекувањето на сертификатите ќе изгубиме нешто во темпото на вакцинација, бидејќи нашата основна цел е да го засилиме темпото на вакцинација. И оваа мерка, воведување на сертификати, беше донесена во таа насока и на вистина доведе до засилување, до зголемување на бројките на вакцинација. Имаше бранови, да. И тоа е позитивното од сертификатите. Дали во моментов ни носи плюс или не ни носи ништо, тоа мора да го... Но не исклучувате дека ќе дебатирате за тоа? Секако ќе дебатираме, не знам каков ќе биде заклучокот, но секако ќе дебатираме, бидејќи реалноста денес е друга. Реклами па одделните разговори со двајцата гости. Со какви сознанија и впечатоци се враќа од Брисел владината делегација предводена од премиерот Димитар Ковачевски, која денеска и вчера се сретна со првите луѓе на главните институции на Европската унија. Има ли изгледи дека декларативните заложби на европските челници за што побрз почеток на пристапните преговори на Северна Македонија и на Албанија со ЕУ наскоро може да се отелотворат? За ова преку видео мост со Брисел разговарам со вице-премиерот Бојан Маричич, кој заедно со шефот на дипломатијата Бујар Османи пред Брисел беше и во Париз на средба со функционерот што во тимот на Емануел Макрон најдиректно се занимава со нашето досие, државниот министер за Европа Клеман Бон. Маричич, добре дојде во 360 степени. Убави фрази може да се прочитаат во соопштенијата од средбите со првите луѓе на Европскиот совет, на Европската комисија, парламентот, но дали и колку тие може да се реализираат во конкретни одлуки за почеток на пристапни преговори и кога се разбира? Најпрво сакам да кажам дека ова прва посета на премиерот Ковачевски од стапувањето на должноста и таа беше искористена за да се представиме како владен тим на оваа посета пред сите најважни институции, председателот на Европскиот совет Шарл Мишел, председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и председателката на Европскиот парламент Роберта Мацола. Имаше премиерот Ковачевски посета на седиштето на НАТО и пресконференција со генсекот Столтенберг. Впечатокот од сите овие средби е крајно позитивен. Ги представивме нашите приоритети на новата влада, повторивме дека остануваме посветени и на реформите и на диалогот со Бугарија, сметајќи го како многу важен. Ги представивме сите активности во последните 2-3 недели, новата динамика, новата енергија и новите можности, сите капацитети на 5 работни групи и резултатите што ги очекуваме од нив и она што очекуваме во натамошниот тек на разговорите во наредните неколку недели и месеци. Она што не радува е што видовме едно високо ниво на заинтересираност од сите институции кои што ги посетивме за диалогот со Бугарија, за нашите намери и следни чекори, како и за продолжување на реформите кои што беа веќе започнати. Го делите ли впечатокот дека Бугарија си купи мир, барем 6 месеци, и дека сега во оваа фаза веќе не може да се зборува за притисок од Брисел кон Софија? Не мислам дека било кој од нас има луксуз на чекање или одложување на времето, бидејќи општиот впечаток е дека веќе премногу време е изгубено и до сега. Затоа мислам дека сите очекуваат една сериозна динамика, брза динамика, во која што ќе се дискутираат сите отворени прашања, во која што ќе се бараат решенија за сите отворени прашања, но исто така и ќе ги држиме во тек европските институции и државите членки за текот на разговорите, бидејќи знаеме дека одлуката за почеток на преговори, поточно за првата меѓувладина конференција, се донесува едногласно и затоа сите треба да бидат на иста страна.
Ние пред нас неколку дена во посета на Брисел бил и премиерот Петков и исто така ги представил напорите и приоритетите на новата бугарска влада. Она што е добро е што тоа што е представено од нашата страна, од нашата влада и од бугарската влада коинцидира во информациите, значи пристапуваме искрено и отворено со желба што побрзо да се изнајде решение за отворените прашања, но и да воведеме нови теми и нови можности за комуникација во нашите односи, и трговија, и економија, и животна средина, инфраструктура и европска интеграција. Во соопштението од средбата на Ковачевски со претседателката на Европската комисија фон дер Лајен, споменувајќи го договорот за формирање на работните групи, го пишува следното: од нивната работа се очекуваат конкретни резултати кои ќе бидат преточени во патокас кој ќе го забрза процесот на одржување на првата меѓувладина седница. На каков патокас се мисли Маричич? Резултатите од сите работни групи, резултатите од координацијата меѓу министерствата за надворешни работи и премиерите се очекува да даде една листа на задачи која што или патокас кој што ќе треба да биде водилка во нашите односи во наредниот период. Тоа не значи дека нема да има повеќе од еден документ, меѓутоа во оваа фаза нам ни е битно работните групи да произведуваат идеи за конкретни проекти, меморандуми за соработка и веќе да почнат да спроведуваат дел од тоа. Секако дека ќе треба да се најде и пакет решение за сите отворени политички прашања, оние што беа 5+1, сега се 4+1, и ние сме сигурни дека за сите овие теми ќе имаме јасни обврски на двете страни, и на страната на Северна Македонија и на страната на Бугарија, и дека заеднички ќе работиме на нивно исполнување, за да се со цел да ги подобриме нашите односи на еден видлив и опиплив начин, и се со цел да биде тргната постоечката блокада за почеток на преговори. Во овие соопштенија на кои што се повикувам се користат фразите дека европските функционери рекле дека треба да процесот да се деблокира неодложно, веднаш, што побрзо и така натаму. Сепак се зборували за некаков конкретен рок. Кога би можело да се случи усвојувањето на преговарачката рамка и закажувањето на првата меѓувладина конференција? Ние повеќе пати сме кажале дека не би сакале јавно да дискутираме рокови, ниту пак јавно да се обврзуваме на рокови, затоа што тоа за жал до сега не ни донесе успех во разговорите. Дека има волја што побрзо тоа да биде, тоа е видливо. Дека дел од европските институции или сите сметаат дека требаше веќе и до сега во изминатиот период тоа да се случи, затоа и нема впечаток дека има многу време за губење. Нам ни е важно суштински во овој процес да постигнеме успех и резултати. Не ни е во интерес да губиме понатамошно време, не би оперирале со рокови затоа што ако почнеме да оперираме со рокови, само ќе ги броиме деновите, а нема да гледаме што треба да се направи. Нам ни е најважно тоа што ние како задача и тоа што ние како проблем на масата да го решиме што поскоро. Секако во наредните недели и месеци би сакале да видиме видлив резултат и тргање на блокадата. Реков, ова интервју го правиме на релација Скопје-Брисел, но пред Брисел вие и шефот на дипломатијата Османи бевте во Париз. Што чувте од Клеман Бон како порака? Овде некако како најсилно да одзвонува зборот предпазлив, дека Клеман Бон е оптимист, охрабрен од тоа што се случува на релација Софија-Скопје, но дека сепак вели дека сака да остане предпазлив. Мислам дека и ние сме и предпазливи и рационални оптимисти, и во таа смисла се поклопивме со ставовите и со министерот Бон, меѓутоа и со советничката на председателот Макрон Изабел Думон. Мислам дека јасно им ја представивме сликата за тоа кои се новите моменти од разговорите со Бугарија. Дознавме дека и министерот Бон бил во посета на Софија и е прилично информиран. Со едноставно кажано, француското председателство е заинтересирано за нашиот случај и за нашите отворени прашања. Впрочем, и во самите приоритети е ставено отварањето на преговори со Северна Македонија и со Албанија. И сметаме дека и председателот Макрон лично, меѓутоа и целата негова влада и неговиот тим можат многу да помогнат, доколку како француско председателство на вистински начин
го поддржат овој процес. Ние имавме одлично искуство и со германското претседателство и со португалското претседателство и сметаме дека ако таа традиција продолжи, а на тоа и бевме уверени на средбите во Париз, ќе можеме да очекуваме успехи во рамките на француското претседателство. Ќе има деблокада до крајот на француското претседателство? Тоа е до крајот на јуни. Ова ве прашувам во контекст на една изјава на шефот на Клеман Бон, министр за надворешни работи на Франција, кој што рече: се надеваме дека ќе можеме до крајот на нашето претседателство да ги закажеме и одржаме првите меѓувладини конференции со Северна Македонија и Албанија, но ако тоа не се случи, тогаш тоа би можело да се надеваме дека ќе се случи за време на следното чешкото претседателство. Јас, како што кажав, не би сакал да оперирам со датуми, меѓутоа, ако мене ме прашувате, требаше уште во германското претседателство тоа да се случи. Така што ние работиме на тоа да се случи што побрзо. Ако во моментот Франција претседава со ЕУ, ние работиме на тоа и се надеваме тоа да се случи сега, како што сме се надевали предходно во другите претседателства. Реков дека не се фокусираме на временски рок, се фокусираме на суштината на проблемите. Добро е француската методологија или новата методологија која ще усвои Европската Унија за преговорите да профункционира конечно. Тоа и Франција го гледа како своја шанса. Ќе има и во јуни самит за Западниот Балкан, што ќе даде посебено осврти на темите млади, безбедност и животна средина. Значи, Франција покажува интерес за Западниот Балкан и за нашиот случај, тоа ни е нам доволно да веруваме дека можеме што поскоро да имаме успех. Што е следно на дневниот ред на таа забрзана динамика во односите и средбите на релација Софија-Скопје? Знаете? Да, наредната недела ќе продолжи соработката на работните групи, ќе започне и комуникацијата поинтензивна меѓу Министерствата за надворешни работи, секакви премиерите Ковачевски и Петков се постојано во комуникација, меѓутоа секоја недела ќе има барем една работна група која што ќе заседава и ќе произведува некакви резултати. Оваа недела беше работната група за економија и трговија, наредната недела очекуваме за инфраструктура, така што понатаму ќе бидат и за култура, образование и европски интеграции. Ние работиме во интензивна комуникација со бугарските колеги затоа што веруваме дека само со оваква динамика, посветено интензивно во првите месеци од нашите мандати, може да постигнеме резултат. Ако оставиме премногу време, сигурни сме дека интересот ќе паѓа од сите страни. И за крај само, што ви вели политичкиот инстинкт од овие први контакти? Можно ли е овој нов пристап, отворање на многу полиња, да донесе атмосфера и услови за решавање на најтешките политичките прашања 4+1? Ние до сега сме пробале повеќе пристапи како влада и како политичко мнозинство, да кажам, и да се фокусираме само на историските прашања и да се фокусираме само на политичките прашања. За жал и заради објективни околности, но и можеби заради тој пристап не видовме успех или не успеавме да го заокружиме проблемот. Јас верувам дека овој пристап вреди да се проба и вреди да му се даде шанса. Мора да бидеме воздржани оптимисти, рационални оптимисти, но исто така мора да работиме напорно ако сакаме да има успех. Успехот само од себе нема да дојде. Никогаш во нашите билатерални односи немало ваков интензитет на среќавање и на соработка меѓу двете влади и институциите, и затоа верувам дека овој пристап ќе даде резултати. Ќе треба и целото општество да се мобилизира, и интелектуалците, и медиумите, и парламентите, за да може сите да бидат на иста линија кога ќе дојдеме до точка да имаме договор. Она што мене ми се допаѓа и по политички инстинкт е што воопшто не се премолчуваат отворените прашања и проблемите, отворено се дискутира за се и препознаваме и од наша страна и од бугарска страна искрена желба да се обидеме да го решиме да ги решиме овие прашања, така што вреди да се даде шанса на ова, вреди да се вложиме во ова, секако треба најбрзо што може да ги завршиме сите отворени прашања. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Бојан Маричич од Брисел по дводневните разговори на владината делегација со челниците на Европската Унија и по претходната посета на Париз. Ние продолжуваме.
Со новиот шеф во ресорот здравство од пред неколку дена дојде и нов или попрецизно подновен и проширен состав на Комисијата за заразни болести, советодавно тело на министерот од кое доаѓаат главните препораки за мерки и политики во актуелната ковид криза. Комисијата доби и нов председател. На местото на епидемиологот Жарко Караджовски дојде Александар Петличковски, универзитетски професор, директор на Институтот за имунобиологија и хумана генетика. Роден битолчанец на 49 годишна возраст, кого и пред да биде на оваа позиција јавност имаше шанса да го гледа и слуша со неговите ставови, знаења и искуство за пандемијата со која се обидува да се справи светот. Професорот Александар Петличковски е гостин во 360 степени. Добро вечер, добре дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Моето прво прашање би било, професоре, дали се двумевте кога министерот Беким Сали ви дојде со оваа понуда? Не, прифатив веднаш, да. Добро, интересно. Дали може би сметате дека може да ви биде хендикеп тоа што не сте епидемиолог? Не мислам дека може да биде хендикеп. Во комисијата има неколку епидемиолози, неколку доктори специјалисти по инфективни болести и мојата задача тука би била да ги артикулирам, односно да ги соединам мислењата во еден заеднички став. Инаку сте генетичар, така? Да, по специјализација клиничка генетика. И се сметате за сосема соодветен за оваа позиција? Се сметам, да. Исто сакам да ве прашам, комисијата сега ќе брои многу повеќе во смисла на членство отколку досега. Дали тоа може на некој начин да ја направи неефикасна во незината работа? Може да ја направи, но најмногу зависи од пристапот на членовите. Од она што имав прилика да го видам на едниот состанок кој досега сме го одржале, се работи за многу ентузијастични и конструктивни колеги, така што очекувам да имаме добра соработка. Повеќе од 20, може би близу 30 члена има комисијата. Ако секој земе збор на еден состанок, ќе трае долго. Се договоривте дека ќе се среќавате секој вторник, така? Да, за сега. Пред да влеземе во содржинска дебата, сакам да слушнеме еден дел од вашата, еве ќе ја наречам, инаугуративна пресконференција за принципот кој ќе ве води во работата. Петличковскиот пресот од пред неколку дена. Цел ќе биде да се држиме исклучиво до научните студии, сериозни, и овие заклучоци од научните студии да пробаме да ги имплементираме во нашата средина. Сакам да одма да поставам една бариера. Ние нема да работиме на принцип во Англија се фрлија маските и ние веднаш ќе ги фрлиме и тука маските. Значи, мораме сите сознанија, бидејќи не е па само Англија пример, има и други примери, и секако во Македонија условите се поспецифични за да може толку еднострано да прифаќаме предпоставки од околината па и од надвор. Значи, тоа е основната наша определба, да следиме научни сознанија и тие научни сознанија да ги направиме прифатливи за нашите околности. Професоре Петличковски, зошто ако некоја поразвиена земја со по-модерен, поразвиен здравствен систем, решила дека треба да се оди во еден правец, во една насока, да донесе некаква одлука за одредена работа поврзана со ковид кризата, ние не би го следеле тоа? Ние нема да се правиме попаметни, но мора да ги имаме предвид нашите специфични локални околности. Ова со Англија, конкретно примерот кој го наведов, се однесува на земја која има имунизирано над 80% од населението. Трета доза имаат примерно над 50% од населението. Значи, тие услови создаваат едни околности. Нашите услови со 40% имунизација се сосема нешто друго. Во тој аспект беше... Значи, кога зборувате за прилагодување на домашните специфични услови, пред се ова го имате предвид? Во тој конкретен пример со Англија, да. Значи, научните сознанија излегуваат секој ден. И тоа исто сакав да го потенцирам, да биде јасно дека можеби нешто сме зборувале, сме интерпретирале, кое било актуелно како став на Светска здравствена организација, на CDC, на други институции, пред 6 месеци или пред година, еволуирало во нешто друго. Тука имам предвид изолациите, како тргна од 20 дена, 14 дена, сега се оди на изолации многу пократки, тестирањата, кругот беше многу поширок, сега се стеснува, се тестираат само симптоматски пациенти. Значи, целата приказна има еволуција
и ние таа еволуција ќе ја следиме. И при тоа мора да имаме предвид кои од препораките за нас ќе бидат корисни, применливи, кои не. Значи нема слепо да применуваме секоја една нова Во оваа мерка. смисла на одлуки кои што доаѓаат од поразвиени земји од нас, последната голема новина доаѓа од Австрија со подпис од председателот Ван дер Белен. Од денеска Австрија е првата европска земја која што вакцинацијата против COVID-19 ја направи задолжителна за сите полнолетни граѓани. Проверките се најавуваат од 15 март, казни парични по неколку стотици евра. Што мислите вие за ова? Мислам дека таа мерка кај нас е тешко применлива. Ние се обидовме вакцинацијата да ја направиме задолжителна за дел од населението и тоа беше прифатено како многу непопуларна мерка. Мислам дека мора да имаме предвид да размислуваме дали мерката која ја предлагаме е применлива. Затоа што дополнителни нервози не сметам дека ни се потребни. И меѓу заразените, и меѓу починатите има вакцинирани. Да. Дали вакцинацијата според вас го дава очекуваниот ефект? Може би не очекуваниот, но посакуван секако. Ние на почетокот на периодот кога вакцините беа достапни, очекувавме дека вакцинираните луѓе нема да се инфицираат. Тоа не е така. Вакцинираните луѓе, исто како и оние кои ја прележале болеста, може да добијат нова инфекција, може и повтор пат да се инфицираат, иако тоа е поретко отколку кај неимунизираните, но клучната придобивка на вакцините која е неспорна е дека вакцинираните луѓе поминуваат полесно со болеста. Најголем дел од нив нема да имаат никакви проблеми, многу мал процент од вакцинираните или имунизираните луѓе ќе стигнат до болница и уште помал процент од нив ќе завршат смртно. Зошто некои редовно вакцинирани, не знам дали и со бустер доза, починуваат? Тој процент точно не го знам и една од првите задачи најавени за овој следен состанок во вторник на 8 или 9 како доаѓа февруари, ние една убава проценка, убав пресек на нашите бројки, да видиме колку точно од починатите биле вакцинирани со 3 дози, колку од починатите биле вакцинирани со 2 дози, пред колку време биле вакцинирани, дали има дополнителни коморбидитети. Наспроти, оние штури податоци кои до сега ги пласиравме, починати 24, вакцинирани 12. Ако тие 12 вакцинирани биле вакцинирани пред 9 месеци, ако имале коморбидитети, ако се работи за постари индивидуи, тоа не е исто. Значи, нашата теорија која ја застапуваме е дека вакцините се апсолутно ефикасни во намалување на смртноста и тоа ќе го покажеме и со бројки. Во оваа смисла сакам да го слушнеме доктор Илир Демири од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби со негово клиничко искуство. Да го слушнеме. Јас можам да кажам само моje искуство и моje видување, без да се наслонам на научни факти, дека ја до ден денеска немам евидентирано ни еден пациент кој е починат од COVID редовно вакциниран без коморбидитети. А сум ова сведок на многу пациенти без коморбидитети, невакцинирани кои починале. Значи, сакам да апелирам до јавноста дека единствената мерка која би не заштитиле и би го поминале ова полесно, тоа и го потенцираше председателот на комисијата, е вакцинацијата. И тука е нашата обврска и ваша, како новинари, да ги сензибилизираме нашите граѓани да се вакцинираат, оти само тоа ни е спас, моментално. Со нас во студиото и понатаму е новиот председател на Комисијата за заразни болести, универзитетскиот професор Александар Петличковски. Професоре, има ли научна подкрепа во ова што го зборува доктор Демири? Апсолутно. Неговото мислење е многу меродавно, бидејќи се базира на илјадници поминати пациенти од инфективната клиника. Да повториме што рече докторот. Па кажа дека во неговото искуство од овие 2 години како се справуваме со пандемијата, видел многу тешки пациенти кои не се вакцинирани и видел... Иако немале коморбидитети. Така е. И видел исклучително ретко пациенти кои се вакцинирани, дали воопшто видел, ако пациенти кои се вакцинирани, а стигнале до тешка болест. Значи, неговите сознанија се апсолутно подкрепени со многу сериозни научни студии и потврдува дека вакцинацијата ни е излез од
тежок ковид. Да. Сега, спротивно на овие ваши обиди, на целата фела струка, делумно на медиумите, на другиот дел од јавноста да поттикне што поголема вакцинација, има повици, да речеме, за укинување на сертификатите за вакцинација. Што мислите вие за тоа? Повиците за укинување на сертификатите произлегуваат од фактот што денес, за разлика од пред 3 месеци, 5 месеци повеќе, гледаме почесто луѓе кои се заразуваат, а биле вакцинирани и биле имунизирани со прележана болест. Значи, релативното значење на сертификатите помалку го губи значењето, сертификатите го губат помалку значењето, затоа што мерката во введувањето на сертификати беше да се ограничи пристапот на неимунизирани луѓе до општи јавни места, мислите? Јавни места, да. Точно така. Оваа мерка во некои земји се повлекува, ние ќе ја разгледуваме. Мора повторно да направиме сума, да направиме сметка, дали со повлекувањето на сертификатите ќе изгубиме нешто во темпото на вакцинација, бидејќи нашата основна цел е да го засилиме темпото на вакцинација. И оваа мерка, воведување на сертификати, беше донесена во таа насока и на вистина доведе до засилување, до зголемување на бројките на вакцинација. Имаше бранови, да. И тоа е позитивното од сертификатите. Дали во моментов ни носи плюс или не ни носи ништо, тоа мора да Но го... не исклучувате дека ќе дебатирате за тоа? Секако ќе дебатираме, не знам каков ќе биде заклучокот, но секако ќе дебатираме, бидејќи реалноста денес е друга. Втората линија по која што се движат, да кажам, јавните забелешки повици е носењето маски. И сега еве тука, например, за децата во училиштата. Не знам зошто носењето на маски за децата во училиштата е толку голем проблем, кога нема ни еден сериозен доказ дека носењето на маски смета на здравието на некаков начин, на било каков начин. Од друга страна, и Светска здравствена организација, и сите релевантни институции го поддржуваат одржувањето на настава со физичко присуство. Јас исто така сметам дека наставата со физичко присуство е незаменлива и во овој период, но исто сметам дека со носење на маски и со физичко присуство многу се намалуваат шансите евентуално вирусот да се пренесува и во таа средина и да се носи дома. Од тој аспект јас лично поддржувам користење на маски, а исто така поддржувам физичка настава со физичко присуство. Да, завршува првата недела од почетокот на второто полугодие, беше малку одложено. Стравувате од евентуално зголемување на бројот на инфицирани во следните недели? Па за тоа ќе направиме еден скрининг, односно една анализа на податоците во овој вторник. Лично не очекувам да се случи некакво драматично зголемување на бројките. Првично, податоците кои ги имавме за тестирања во овие возрастни групи укажуваат на многу мала инциденца на инфекцијата во тие возрастни групи, навистина помалку се тестираат, но искуството од Делта сојот, кој исто така беше доста лесно пренослив, кога наставата одеше со физичко присуство, не покажа некое страшно зголемување на бројките. Мора да имаме предвид дека студентите, децата, учениците се дружат и надвор од училиштата. Дискотеките работат, кафичите работат. Сега, мешање таму, а ограничување на мешањето во школските клупи, не верувам дека ќе направи некоја разлика. Да, имаше компарации, може да се оди во кафеана, да не може да се оди во училиште. Тоа едно со друго не одат, да. Дали вирулентноста на сојот омикрон сепак не е толку мала и занемарувачка како што можеби се чинеше пред неколку недели? Овој сој предизвикува поблаги клинички симптоми. Тоа е јасно. Но додека овој сој е присутен, ние не може да прогласиме дека пандемијата заврши. Значи, се уште сме со висок алерт, со високо внимание, следиме како се одвиваат работите, затоа што и доктор Демири убаво кажа во неговата изјава, и денес пациенти умираат заради инфекции со омикрон. Значи, во никој случај не е време да се олабавиме и да ги прекинеме сите мерки, бидејќи со големата заразност на овој сој, од големите бројки новозаразени индивидуи може да произлезат
и големи бројки за хоспитализации и од нив да следуваат и голем број на починати граѓани. Сакаме тоа по секоја цена да го избегнеме. Има ли свесност во комисијата дека бројот на заразени на дневно ниво кој што се рапортира официјално е далеку од реалниот? Да. Затоа што еден проблем е тоа што капацитетот на јавните лаборатории е лимитиран. Второ, многумина сами решаваат воопшто да не сакаат да се тестираат и да останат дома и дома да ја поминат. Како ќе ја викаат веќе настинка и така натаму е друго прашање. Така е, има свесност за ова, но и светските трендови одат во насока на тестирање само на оние кои имаат симптоми. Значи, се тестира дури и по изложеност директна со некој кој се знае дека бил позитивен, тестирањето се препорачува ако човек има симптоми. Изолациите секаде се скратуваат, се локализираат. Ако порано за еден позитивен, повторно од школските, од училниците, ако имаш еден ученик позитивен, целото оделение одеше во изолација. Сега препораките секаде, па и кај нас, се ограничуваат на тие неколку со директен контакт. Дури и тие не мора да се тестираат, но ова малку ќе се обидеме да го олесниме, можеби со некое возможување тестирање во училиштето. Тоа исто ни е тема за дискусија во вторник. Оправдувате ли изолација од само 7 дена? Да, апсолутно. Имаше приговори од матичните лекари, претпоставам ги слушавте, за тоа дека 7 дена може во некои ситуации да не бидат доволни. Повторно, светските трендови одат во насока на намалување на изолацијата и под 7 дена, некаде и 5 дена. Значи, за тие кои немаат симптоми, иако денес, ако човек е инфициран, јас ретко да сум чул некој да поминал со 0 симптоми, оние кои, значи, практично не постојат асимптоматски, секој ќе има некаков лесен, благ симптом. Препораките во светот одат натаму изолацијата трае 7 дена, но доколку на 5-тиот ден 24 сати е без температура човек може да се врати на обврските. Во Америка здравствените работници и позитивни потврдени одат на работа со 2. Значи, целата драма околу позитивитетот спласнува и предпоставувам дека во догледно време ќе ја имаме короната како нешто со кое се живее. Граѓаните се уште јавуваат за проблеми со системот на известување поврзано со решенијата за изолација. Не ги добиваат навреме, дури некои воопшто не ги добиваат. Сајтот кој што го најави владата се уште не функционира. Ќе го решавате тоа некако? Иако не е во директна, можеби, ваша надлежност на Државниот санитарен и здравствен инспекторат, и деновиве слушавме дека ќе има некаков напредок таму, односно со ограничување на пристапот, тоа беше едно важно прашање, мислам дека податоците лични не треба да бидат достапни на секого, туку секој со ограничен пристап, со шифриран пристап, би требало да може да стигне до својот сертификат и сам да го подигне. Очекувам тоа да биде на Ќе се вратам чекор 2 наназад. Има сознание во моментот, да речеме, на еден официјално регистриран позитивен со каков коефициент се множи реалниот број на позитивни во... Нема, има некои предпоставки, но не се бројките. Да, добро. Останува високото ниво на смртност, особено кај нас и особено во неколку држави на Балканот. Тоа е интересно, дека можеби во топ 10 од светот 2/3 се земји од Балканот, па дури и земји членки на ЕУ. Хрватска, Бугарија. Пред некој ден мала бура предизвика изјавата на портпаролот на комисијата Мехмедовиќ дека се знаело и кај нас имало манипулации со бројот на починати, потоа тој се дообјаснуваше. Имате ли вие сознание дека дури се манипулира и овој висок број? Никако. Манипулации со бројките на умрени од ковид апсолутно не може да има. Зошто би имало? Не сваќам кој би бил интересот да се манипулира со бројките, но има различни методологии. Тие методологии се менуваа во развојот на како еволуираше пандемијата. Меѓу другите точки и методологијата точно ќе ја продискутираме и објавите и кој точно го прави пријавувањето. Значи тука има постапка која мислам дека убаво беше дефинирана и со предходниот состав на Комисијата за заразни болести, но уште еднаш ќе ја разработиме, да кажеме, за да ни биде на сите јасна. Но манипулации секако дека Како нема. вие си ја објаснувате, професоре, после 2 години искуство, оваа висока стапка на смртност кај нас? Па таа е резултат на многу елементи. Ни еден сам
не може да ја објасни високата смртност. Прво, ние сме релативно нездрава нација, не се храниме многу здраво, не обрнуваме внимание на физичката активност, имаме доста коморбидитети. На почеток имавме голем проблем со навременото јавување на лекар, имаме ниска стапка на имунизација, имаме релативно лоши услови, не ни е системот здравствен добро организиран, значи сите тие елементи помалку придонесуваат за да стигнеме до овие лоши бројки за нас. Во вторник е следниот состанок на комисијата. Ќе разгледувате нови мерки? Па ќе разгледуваме, да, ние имаме некој начелен дневен ред, но тој е денес ставен на разгледување. Викендот ќе имаме прилика сите да се произнесат за дневниот ред и доколку има некои дополнителни идеи, да, ќе разгледуваме и актуелната состојба и нешто што би можеле. Можно е нешто драматично да се менува во мерките? Драматично, првата недела сигурно нема да има, но се ќе биде ставено на маса. Промени во режимот на настава во училиштата? Да видиме како ќе имаме пријавувања на позитивни од оваа недела, но според податоците до сега не гледам причина да има нешто некакво значајна промена. Како човек што ги следи случувањата на глобално ниво, дали сметате дека медицината успева соодветно да се носи, да се справува со овој предизвик? Па вирусните инфекции се одсекогаш проблем за медицината. Овде имавме еден огромен напредок медицински во исклучително брзото реализирање од идеја до конечен продукт на овие многу солидни, ефикасни вакцини, но генерално пандемијата цела беше шок кој го здрма целиот свет. Зошто се уште нема специфичен лек? Лекови за вирусни болести тешко се развиваат и во овие околности, затоа најчесто кај вирусните болести се финансираат, се форсираат вакцинации. Во тој контекст и короната не е некаков исклучок. Ние за многу вирусни болести немаме лекови, но имаме ефикасни вакцини. Штета што вакцината некако беше дочекана на нож и не го најде соодветното, не беше соодветно прифатена, нешто што би одговарало на прогресот кој е постигнат со неа. Веројатно во позадина и вакцините сега се калибрираат, како се вели тоа, се модифицираат, се едитираат, да, за да стигнеме до вакцини кои ќе бидат поефикасни. А имате сознание дека има потрага по специфичен лек или воопшто тоа? Постојано, да, сите компании, во интерес на сите компании е да излезат со некаков лек, но клиничките студии не изфрлија некој кој е ефикасен за секој стадиум од болеста. Имавме изолирани представувања на лекови за лесно болни, за превенција, но ништо многу значајно. Добро, благодарам што бевте дел од 360 степени. Ви посакувам да бидете председател на комисијата што ќе може да објави крај на... Добро, вие не можете на пандемијата, ама крај на... Да. Искрено се надевам дека ќе биде така. Благодарам уште еднаш. По рекламите е саботажата. Скопјани изгледа не избра домакинка, туку градска принцеза штом своите ретки појавувања во јавноста ги прави помпезно и со посебна церемонија. Небаре организира специјална свечаност на не најобична пресконференција за дупки, шахти и депонии. Заборавајќи дека не се на митинг, туку на своето ново работно место. Незините соработници наместо македонската, за која не постои пракса да биде пуштена на престоги. Како прва си ја емитуваа химната која беше обележје на независната кандидатура. Наспроти незината екстравагантност, останатите градоначалници зрачат со својата едноставност. Толку се умерени и реални во себе оценувањето, што представуваат вистински пример за воздржаност и скромност. Јас се сметам себе си за добар менаџер, гледам дека и граѓаните тоа го препознаваат. И можеби
Не звучи добро во јавноста што сам за себе си ја дам таа квалификација, но и од она што го говорат граѓаните доаѓаме до заклучок до истото. Таквиот заклучок веројатно е дури и повеќе од точен ако се има предвид однесувањето на специјализираната јавност кон него и кон неговите новоизбрани колеги. Користењето на вообичајната крилатица, да не речам дополнително, го засилува таквиот впечаток. Со ова што го правиш, буквално им брцаш во око, да не речам, но и во джеп. Тоа се гледа, да не речам, од авион, но си тоа е нели еден општ елан, да не речам офанзива, но еве буквално да не речам машки. Постојат различни начини за докажување на машкоста, но оние најодважните покажуваат завидно ниво на храброст, која се разбира е на граница со лудост, кога е под знак прашалник доведена нивната национална чест. Тие би облекле елек и би пратиле македонска порака од Париз. А ви тргнале со бомби на Ефелонта кула? Јас да, ако треба. За Македонија. вие Да, ако еве вие- ти кажам. Се разбира, се тоа не би се случило ако не беше тој кој дури сега се открива зошто го направил тоа што го направил. Историчарите ја разбраа вистината за предавството. Неговиот труд пред да биде во Муртино, во минатото, нали, така, во подалечното минато, од некој од грцките острови бил и така си бил, значи потекло така грк. И на крајот, кога се ќе биде врамено и подкрепено со докази, како во случајот со оние, со кои се потврдува дека парламентот треба да има помалку од 120 пратеници. Ние во науката велиме дека обично бројот на пратениците треба да биде кубен корен од бројот на гласачите. Ние имаме голем парламент. Резултатот самиот по себе покажува дека пресметките во математиката не одговараат со оние од политиката. Особено ако се сака да биде така како што кажува науката. Со ова завршуваме. Овде е крајот на уште едно издание на емисијата 360 степени. Налсад следуваат вести, останете, погледнете ги. Ние повторно се гледаме в понеделникот 22.